прочитавте, насловот на проповедта денеска е религија или Христос. Кога зборуваме за религијата, може би едни од најрелигиозните луѓе во Новиот Завет кои што ги среќаваме се фарисеите и садукеите. Тие беа всушност две фракции на еврејската религија во тоа време. Религиозни групи или свештенство кои што многу стриктно и многу ревносно ја пазеа својата вера. Тие го држеа тоа толку видливо и очигледно што сите можеа да го забележат, дури и беа горди со тоа нешто. И ако би се организирал некаков надпревар по религиозност, веројатно овие луѓе би освоиле прво место. И за очекување би било веројатно кога Исус дојде во тој свет, во тоа време, овие луѓе да бидат првите негови следбеници. Тие да бидат најревносните, најпослушните, најпосветените ученици на Исус. Бидејќи нели тие го бараа Бога, тие ги исполнуваа сите заповеди кои што беа дадени преку Мојсија. Но интересно и шокантно, контроверзно, овие луѓе всушност станаа Христовите најголеми непријатели. Исус со нив си имаше најмногу проблеми. Тие се луѓето всушност кои што го осудија и го распнаа Исус. И Исус за нив имаше најголеми критики. И ги си речете, па добро, како е тоа можно? Зар овие луѓе не беа најрелигиозните луѓе? Можно ли е истовремено да си религиозен, а сепак да си непријател на Христос? Можно ли е да си религиозен, а да не го познаваш живиот Бог? Можно ли да си религиозен, а да си далеко од спасението и да не ја познаваш вистината? Со овие луѓе беше токму тоа. Но ти си речете, добро, што имам, јас сум нив. Поентата на ова проповед е да се обидеме преку анализирајќи ги критиките за овие луѓе и преку нивниот живот да се преиспитаме и себе си. Бидејќи и денеска религијата знае да ни се вовлече под кожа и на нас кои што се обидуваме да бидеме следбеници на Христос. Знаете, проблемот со религијата е тоа што таа е многу слична на живата вера. Таа може многу добро да се камуфлира, многу добро да ја имитира живата вера, што понекогаш е тешко да ја препознаеме разликата. И денеска веројатно можете вие да именувате и да посочите некоја личност која што е многу религиозна или ја знаете од детството. Може тоа да е ваша комшитка, пријател и знаете дека ги посетува сите манастири, нема манастир кај што не бил, нема празник кој што не го почитува, нема пост кој што не го држи, оди на сите литургии, дома пали редовно кандило и свеќа, не пере за тешки празници. И таа личност веројатно би ја посочиле како многу религиозна, нели? Но од друга страна, таа личност истовремено може да биде и многу далеко од спасението и од Господ. Јас имав една комшика додека бев дете во Штип, додека живеев. Таа жена важеше за многу побожна, религиозна жена. Исто одеше по многу манастири, пазеше многу работи, редовно, не знам, сите литургии ги пазеше, но од друга страна оваа жена беше испокарана со сите комши во малото, со никој не зборуваше. И сега беше тоа доста контрадикторно и мене ме зборуваше. Како може ова жена, ако е побожна и е Божја жена, нели со сите да се кара и да има таков карактер? Сега, за да можеме да ја разликуваме религијата, мораме да имаме некакви параметри. Ако религијата е толку слична, понекогаш и се претопува со живата вера, од каде да знам јас не ли сум станал религиозен? Од каде да знам дали јас сум сушност дел од живата вера или само сум еден религиозен човек или само пазам некаква мртва религија? Ова нешто ќе го откриеме доколку ги анализираме критиките што Исус ги упати до религиозните луѓе, до свештенството. Бидејќи ќе видиме дека често пати тој ги критикуваше нив кога ќе се сретнеше. И читајќи ги овие текстови ќе видиме што е религијата и по што таа се разликува од живата вера. И зошто нам ни треба Христос, а не религија. Ајде да го погледнеме
првиот дел, првата разлика, ќе читаме во Лука 11 глава, 39 до 45. Но Господ му рече: ете вие фарисеите ја пиете чашата и чинијата однадвор, а внатрешноста ви е полна со грабеж и лукавство. Безумници, оне што го направи надворешното, нели истиот што го направи внатрешното? Но давајте го како милости на она што е внатре, тогаш сеќе ви биде чисто. Матеј 23, 27. 27. Да. Тешко вам, законици и фарисеи и лицемери, зашто прилегате на варосани гробови, што однадвор изгледаат убаво, а внатре се полни со мртовечки коски и секаква нечистотија. И еве првата особина на религијата, првата критика за религиозните луѓе. Вели, вие сте како садови кои што сте чисти само однадвор, а внатре не сте изчистени, внатре сте гадни. И во втората критика, слично, Исус вели, вие сте како варосани гробови, однадвор, нели, офарбани, варосани, со вар бели, како бел зид, но внатре што имат гробовите? Полни со гнилеж и кости. Од внатре се уште неочистени. Првата особина или критика за религијата е дека религијата менува само однадвор, надворешно, додека Христос менува и од внатре. Тоа е основната критика. Религијата всушност ви дава само една форма. Надворешно, кога ќе погледнете религиозна личност, изгледа многу побожно. Ако ја наблюдувате само надворешно, ќе кажете, ама побожна жена, леле, ама побожен маж, оди редовно на црква, ги прави сите метани, редовно носи таму дарови, не знам што прави, дома си пали редовно свеќа, си држи сите пости, многу побожна личност, ги знае сите манастири низ цела Македонија била, па дури била и на Света Гора во Грција. Надворешно, вие ќе добиете впечаток дека оваа личност е многу побожна. Но внатрешно таа личност останува непроменета. Незиниот карактер, незината природа останува иста. Тоа е проблемот со религијата. Религијата се фокусира само на формата, на надворешноста. Но одвнатре останува тој човек, таа личност непроменета. Токму затоа читаме во Исаија, или за пророкот Исаија, самиот Исус, цитирајќи го во Матеј, вели, добро рекол пророкот Исаија, вие сте народ кој што само со устите ме почитувате, а со срцето сте далеко од мене. Гледате, надворешно, формално, само со устата исповедате, ние сме побожни, ама срцето ви е непроменето. Тоа е разликата помеѓу религијата и живата вера. Религијата не менува внатрешно, таа само дава форма. Христос има сила, како што зборува во воведот утрово, кој е во Христос, тоа е ново создание. Тој има сила да менува однатре. Знаете, религијата е слично на, еве скоро беше 8 март, на еден брак во кој што мажот цела година ја тепа жената, цела година со неа се кара или неа ни погледнува, нема никаков близок однос, ама кога ќе дојде 8 март, тој ќе купи најубавиот букет, ќе го купи, најголемиот, ќе го земе и сите ќе го гледат низ градот како го носи, ќе го однесе на жената и каже, еве жено, букет од мене за 8 март. Джабе ти е, да. Но тоа е формата. И луѓето кога го гледаат, тој човек каже, леле, ама си ја сака жена му. Веројатно после тој букет ќе биде објавен на Facebook, нели, и си ти кажеш, леле, види што ја купил на жена му Горан, што убав букет, колку пари потрошил, мора многу да се сака. И ние ја гледаме формата. И често пати на Facebook ќе видиме слики, како некој пар ќе стават, нели, слика, не знам, вака насмејани, се гушнале или што ја купил, но џабе ако остатокот од годината тие немаат никаков близок однос. И тоа е разликата помеѓу религијата и Христос. Ти можеш да имаш еден таков, да кажеме, надворешен приказ, да покажеш пред луѓето дека си многу побожен, но внатре ти да не го познаваш Христос. Ти да немаш никаков жив однос со Христос. Внатре остануваш непроменет. Внатре си истиот стариот Горан, со истите стари мани,
и нема духовна трансформација. Ти не си дозволил Светиот Дух да се всели во тебе и да те менува. Да живееш како христијани само надворешно, по форма, правејќи ги надворешните форми, без да го познаваш Христос, е исто како некој африканец да се обидува да биде македонец со тоа што ќе облече македонска носија. Или со тоа што ќе јаде ајба, ќе каже, еве, јас сум македонец. Тоа нема да го направи македонец. Тој и понатаму си е африканец, и понатаму си е црнец, неговото потекло и понатаму е друго. Ти треба да се родиш како македонец. Или разликата е како да седат двајца луѓе овде, едниот од нив замислете дека е глув, другиот слуша. Кога ќе пуштете музика, обично што почнува да прави тој што слуша, што има слух? Најчесто играе или почнува по ритмот на музиката да тупка. Сега оној што е до него глувиот, тој може да го гледа и да го имитира. Тој може да гледа и тој да почне вака. Но разликата е во тоа што едниот ја слуша музиката и тој ја чувствува, по ритмот на музиката реагира, а другиот само имитира. И кога музиката ќе престане, овој што слуша знае кога да престане. Овој другиот може да продолжи да тупка, не знаејќи дека музиката престанала. Ако се смени ритмот, тој може да го смени ритмот на музиката, додека другиот може да си продолжи формално по инерција. Дали имаш жива вера или твојата вера е само формална, исто така се гледа по тоа дали ти да реагираш, си воден од Духот Свети, или само имитираш и правиш што другите прават. И си речеме, добро, ова беше критика за фарисеите и садукеите, но што има тоа врска со мене? Знаете, особено за нас кои што може би подолго време сме во верата. За некој кој прашам колку време одиш на црква, колку време како си го прифатил Христос, не кажа, јас 10 години, друг каже, кој бе, јас 20 години одам на црква. Аз еве може би не е нов верник, но ние постарите можеме да се фалиме со тоа нешто, дека многу години одиме во црква. Но опасноста, тенденцијата кога си подолго време верник е да почнеш некои работи да ги правиш формално, само надворешно. Доаѓаш на црква само затоа што си стекнал на навика секоја недела да си тука. И знаеш дека треба да си, доаѓаш, седиш тука, ама тоа е тоа, формата. Кога ќе Даниела каже, ајде да станеме сега да пееме песни, ти стануваш, ама само како форма. Ги пееш песните тука, пишува на песните, ги читаш, ги пееш, ама ти веќе него не мислиш тоа нешто. Даниела е утро една песна пеевме, се му предавам на Исус, како беше? Ти предавам на тебе се. Даниела баш спомна во Кавадарци, вели ова е песна на која што христијаните најмногу лажат. Ние велиме ти предавам на тебе се, ама у суштина не. Колку му предавам. И овде не се мисли само на материјалното. Кога доаѓаме пред Господ, оваа песна сушност не повикува да му предадеме целото срце, да не задржуваме ништо. Но често пати ние, кои што сме со години во црквата, ќе ја пееме песната, ама веќе сме ја научили на памет, ја пееме формално, и веќе не ни размислуваме што пееме. Ја пееме само колку да ја испееме. Читаме Библија, јас некош наутро ќе се фатам, знам дека си имам обврска да прочитам барем по една глава, и некош гледам да ја прочитам само колку да го исполнам редот, нормата. Сум ја прочитал, викам, добро ја прочитав. И после 2 секунди викам, чекај, а јас што прочитав? Не знам што сум прочитал, важно сум се исполнил редот. Кога ние почнуваме да правиме работи само формално, тогаш сме влегли во религија. Религија или Христос. Религијата ги менува работите само надворешно. Религијата е само форма. Токму затоа Исус ги критикуваше и вели, вие сте како варосани гробови, однадвор убаво изгледате. Однадвор бели, чисти, однатре полни гнилеш. Чашката вели ја миете само однадвор, а однатре? Дали дозволуваме Господ и однатре да не менува или сме станале христијани само по форма? Ни станало само религија. Има еден интересен пример во книгата Исус наша судбина. Ако не сте ја читале, топло ви ја препорачувам на сите. Мене и до ден денеска ми е една од најомилените книги. Многу едноставна, лесна за читање, полна е со примери.
Книгата е од авторот Вилхем Буш, германски проповедник, пастор. Ако добро се сеќавам, тој таму зборува во времето кога бил самиот во војска и вели капетанот не носеше во недела на црква. И пред да влезат во црква, капетанот им давал упатство како да постапуваат. Рекол се, ако ќе влезете внатре, ќе влезете помеѓу клупите, ќе застанете, не седнувајте веднаш. Симнете ги првин капите, наведнете ја главата и избројте во себе до 10 и потоа седнете. И војниците се чудели зошто во себе да изброиме до 10 и да седнеме. И капетанот ти рекол, за другите кои ќе гледат на вас од страна, да мислат дека се молите. Но тие само избројале во себе до 10. Тоа е формата, гледате ли? Религијата ви нуди форма. И формата изгледа побожно, но тие не се ни молат. Кога ќе повика проповедникот, ајде да станеме да се помолиме, дали ти само броиш до 10 или се молиш? Дали само молчеш и чекаш да помине? Кога се пее, дали само ја го читаш текстот или го мислиш? Кога си дома и читаш, дали размислуваш на тоа што го читаш од Библијата или ја тераш формата? Ако го правиш од срце, ако дозволиш Бог да те менува, тогаш ти го познаваш Христос. Ако не, тоа е само формална побожност. Еве, тоа е првата разлика или првата особина на религијата. Религијата менува само однадвор, таа ти нуди форма, но не може да те смени однатре. Тоа го може само Христос. Ајде да погледнеме втората особина. Ги замолих Донка и Оливера да читат. Но тој рече, тешко вам законици, што ги товарите луѓето со тешки товари, што не може да ги поднесат, а вие сами ни со еден прст не сте ги покрили тие товари. Добро, и Матеј 23:4. Врзуваат бремења тешки и мачни за носење и ги клапаат из плечите на луѓето, а сами не сакаат ни со прст да ги помогнат. Да, фала. И во двата случаи гледаме истиот опис, истиот проблем или критика до религијата. Кога се обрати до нив, вели тешко вас, фарисеи и книжници, зашто им клавате бремења на луѓето, а самите не ги носите. Бремења претешки, кои што не можат да се носат. Тоа е особината на религијата. Знаете, религијата нема сила да те промени, нема сила да ти даде да живееш побожно, таа само може да ти го посочи проблемот или само да те натрупа со бремења. Религијата ти кажува, ова треба да правиш, тоа треба да правиш, во петок треба да постиш, не смееш да переш за празници, не смееш ова, не смееш вака, не смееш онака, мораш строго да ги пазиш сите овие работи, детето не смееш 40 дена, не знам, да го видуваш, ова не смееш да правиш, еден куп работи. Не знам, не се тепало на овој ден пајаци, на овој ден не се мрсело, на овој ден не се перело, на овој ден не се правило вака, на овој ден не се посетувало, на овој ден не смеело да погледнеш на лево, на овој ден на десно. Еден куп правила. Религијата ќе ти понуди еден куп правила, ама не ти дава сила за да живееш побожно. Религијата, од оно што го читавме и што го кажува Исус овде за фарисеите, садукеите, само обременува. Таа ќе ти натовари еден куп бремења, правила што треба да ги држиш, а не можеш да ги држиш. Тие немаш силата. И сами знаеме дека ние не можеме да живееме еден исправен живот без Христос, ја немаме силата. Во Колосјаните 2 глава, затоа Павле вели таму дека религијата се состои во тоа: не допирај, не фаќај, не прави, вели тоа се само уредби наметнати од човек. За разлика од религијата, Христос не само што ни кажува дека сме грешни, Христос е тој што ни помогна да се ослободиме од гревот. Знаете, религијата може да ти каже дека си грешен, но што фајде? Што фајде што ќе ми ги наброиш сите гревови? Јас си ги знам. Мене ми треба ослободување, мене ми треба некој да ми помогне. Христос ослободува. Има една интересна алегорија која што зборува за некој човек кој што паднал во длабока јама. И поминал Мухамед, го видел човекот во јамата и му вика:
За да излезеш од јамата, треба барем 5 пати дневно да се молиш, да се клањаш на Аллах треба. Наутро, пред изгреј сонце, на пладне, на зајди сонце, 5 пати и може би после некое време ќе излезеш. И си заминал Мухамед. После некое време поминува Буда. Буда го гледа и му вика: "Ха! Ти си во јамата затоа што веруваш дека си во јамата. Почни да си замислуваш дека не си во јамата. Викај си упорно повторувај: не сум во јамата, не сум во јамата." И после некое време може и да излезеш од јамата. После некое време поминал некој евреј и го гледа овој човек во јамата и му вика: "Па ти сигурно си во јамата затоа што си направил некој тежок греф. Така и ти треба да бидеш во јамата. И таму и да си останеш. Ти си голем грешник и затоа ова ти е некоја казна од Господ." И го оставил во јамата. И на крајот поминува Исус. Го гледа човекот во јамата, се спуштил со јаже, го зел човекот и го извадил од јамата. Единствено Исус го спасил човекот да не остане таму. Веројатно ја сваќате поентата на ова приказна, на ова алегорија. Религијата и сите останати религии кои што ги спомнавме, тие може да ти ги набројат гревовите, може да те осудат, може да ти дават идеи и совети, но единствено Христос ослободува. Единствено Христос е тој што не избави од јамата. Тој не ослободи од гревот. Тој ни даде сила да го победиме и да живееме победоносно. Сите ние имаме пријатели помеѓу христијаните за кои што знаеме дека претходно са биле во некаква форма робови на гревот. Некои од нас може и да спомнеме по име луѓе кои што се биле зависници од дрогата, и тоа тешки зависници. Или луѓе кои што се биле зависници од алкохолот, може би коцкари, што и да е. Тие луѓе се обидувале, ако ги слушате нивните сведоштва, ќе видите, се обидувале тие да живеат исправно, не дека не сакале. Мислете ли дека тие не биле свесни дека со нив владее дрогата? Но ако разговарат со нив, ќе ви кажат: "Јас се мачев, пробував да ги оставам, да дрогата или цигарите или што и да е. Дури оделе во некакви центри, стигале на крајот и до затвор. Ништо од тоа не им помогнало." Но знаете ли кога овие луѓе ја оставиле дрогата? Кога нивниот живот се промени? Кога го запознале Исус за Спасител. Христос донел промена. Тој им дал сила да живеат победоносно. Тоа е разликата помеѓу религијата и Христос. Религијата само ќе ти каже дека си грешен, религијата може да те натовари бремиња, но само Христос ослободува. Дури има еден таков пример, една алегорија што Исус ја кажува за човекот кој што патувал од Иерусалим за Самарија и по патот вели го нападна разбойници и го претепа и го оставија полумртов. И кои тројца поминаа покрај него, се сеќавате ли? Ако сте читале ова алегорија, први вели помина еден фарисеј, представник на свештениците, представник на религијата. Дали му помогне овој човек? Не, го погледна, само и си замина, сијам ја работа, тебе ќе те расправа. Помина после тоа еден книжник пишува, представник на Мојсеевиот закон. Го погледна и си замина. На крајот помина еден самарјанин и му искажа грижа и љубов, го преврза, го однесе во една меана и се погрижи за него. Примерот што Исус овде сакаше да ни го каже е всушност алегориски, дека религијата не може да ни помогне кога ние сме во нашите гревови. Религијата не му помогна на овој човек. Можеше само да го осуди, но му помогне на крајот вистинската љубов. И сега тука ќе кажеме повторно каде сум јас на ова поле. Реков дека религијата обременува. Ние денеска фалимо на Господа не следиме религија, го следиме Христос. Но можно е сепак понекогаш, следејќи го Христос, да западнеме во религија. Еве како. Дали после одредено време, откако се одлучил да го предадеш животот на Исус и да го следиш, дали се уште го правиш сето тоа што го правиш за Христос со радост, или после некое време ти станало бреме? Преиспитај се самиот.
особено за нас кои што подолго време одиме на црква. Дали одењето на црква сега веќе ти е бреме? Може би на почеток си идел со радост, алелуја, недела е, ќе се видам со браќите и сестрите. Ама минува 2, 3, 5 години и кажеш, пали на црква, пали треба долу. Кој ќе станува? Леле, па и ови саато денеска го смениле. Не наспан. На времето може би со радост ја читал Библијата, ти исполнувал, но сега викаш, ама, кој ќе читам? Ајде, денеска и не мора да читам, мора ли се да читам? Мора ли да се молам? Кој ќе се моли? Стануваш и викаш, ич не ми се моли. Ако за тебе сите овие работи сега станале бреме, тоа значи дека христијанството веќе ти станало религија. Веќе ти си заборавил на живиот однос со Христос. Ако твојот однос со Христос е се уште жив, ако твоето срце се уште гори за Христос, тогаш овие работи нема да ти е тешко да ги правиш. Тогаш нема да си во религија. Веќе, замислете, пак ќе дадам пример како на почетокот со маж и жена или дечко и девојка. Едни дечко и девојка кои што се сакаат, тоа ќе ни го потврди оној кој што, има можеби дечко или кој што е во таква една врска, вие кои што, може би сте во една таква врска разгорена, знаете дека кога на почеток таа љубов е тука и гори, не треба некој да ви кажува да се видите со него. Не треба мајка ви од дома да те тера, ајде ма што седиш дома, оди там да се видиш со дечкото. Кога има една таква љубов, ти одвај чекаш да ти се јави, право трчаш, леташ надвор да се видиш со него. Ако звони на телефонот, ти право дигаш слушалка, не ти е проблем и саат време да разговараш со него или со неа. Но што може да се случи, за жал, после известно време? После години брак може да се случи таа врска, за жал, да олади и сега веќе седењето со него или со неа ти е бреме. Понекогаш ти кажеш, леле, пали ќе ја трпам да ми тропа на главата, леле, пали да ми зборува. И сега наеднаш ти е мачно да минуваш време со личноста што си ја сакал. Бреме ти е сега да одвоиш време, леле, сега што треба со неа да шетам сега пак. Тогаш, ако нашиот однос со Христос станал таков, ти си влегол во религија. Затоа е важно да внимаваме нашето христијанство, нашиот однос со Христос да не се претвори во религија. Ова е втората особина или втората критика, имаме уште две. Ќе погледнеме сега третата и за третата ќе го замолиме Јоцо или Марија ако можат. Матеј 15 глава 9 стих. Попусто ми се поклонуваат, порушувајќи учења ке се човечки подобри. Добро, фала. Кај мене, веројатно, може би на друго место пишува, ги свират своите човечки обичаи, човечки повелби, како да се Божи заповеди. Ова е уште една особина на религијата, уште една критика. Религијата ти нуди нешто како да е Божјо, како да е Божја заповед, уствари е човечка измислица. Религијата не може да ти помогне, не може да те спаси, па затоа таа ти нуди некаква само замена. Религијата вели, види, јас го неам оригиналот, ама има многу добра копија. Религијата вели, јас неам тоалет папир, ама затоа па имам гланс папир. Сега, што ќе ти помогне? Знаете, ние во нашето семејство, бидејќи јадеме доста сирење, ама е скапо оригиналното сирење, почнавме да си купуваме замена за сирење. Интересно. Сега, замената обично е ефтина, ама и неквалитетна. И сите ние знаеме што значи кога ќе купиш замена за нешто. Не можеш да си дозволиш да купиш Nike или Adidas патики, бидејќи се 3000 денари. Велиш ки си купам. Намалени, да, ки си купам замена, некој Adibas ки си купам, Adibas, некои други слично име, ама кој ќе купиш тие ќе траат 3 месеци наместо 3 години. И тоа е замената. Религијата е замена за вистинската вера. Религијата не ти нуди спасение, ама ти нуди нешто замена, слично. Тоа е како на човек кој што умира од рак, наместо да му понудиш лек што ќе го излечи, ти велиш, неам лек за да те спасам, ама ќе ти дадам апче за глава, да не те боли главата. И сега, тоа е замената. Ти не си го спасил, ама барем главата не го боли, или болки барем нема да има. Кога ние даваме во религијата наместо спасителна вера, даваме замена, таа понекогаш изгледа еуфорично, ама таа всушност не помага. Еве некои примери. Тука го имаме Дедо Мраз и Исус.
Кога доаѓа Божик, вистинската вера вели значењето, вистинското значење на Божик е дека на тој ден се роди Христос, Спасителот на овој свет. И она што ни го нуди вистинската вера, ни го нуди Спасителот. Вели, тој ден Бог го испрати, толку го засака светот, те засака тебе и мене, што го испрати својот син да се роди како бебе, за да биде наш Спасител. Сега, религијата ни нуди замена. Религијата вели, ние го немаме Исуса, ама ние ни го понудиме дедомраз. И оно што ни го нуди светот на Божик, во центарот на вниманието сега веќе не е Исус, сега е дедомраз. И дедомраз е интересен, забавен, стар дедо, носи на сите подароци, интересен и за децата, ама тој не може да те спаси од гревовите. Но од друга страна е пак забавен. И затоа овде гледаме на сликата дедомраз, вели, јас носам многу подароци за сите. А Исус вели, на англиски вели, јас носам само еден, но тој е доволен за сите. Да. Христос на крстот плати, но плати за сите нас, беше доволно за сите. И затоа, кога треба да бираме дали дедомраз или Исус, сваќаме дека всушност Исус е вистинската опција, иако дедомраз изгледа како забавната, подобра варијанта. Кога доаѓа Великден, исто така, еве сега наближува, за Великден ние знаеме дека вистината е дека Исус воскресна тој ден и ја победи смртта и обезбеди вечен живот и за нас. Но религијата, наместо да ни го понуди воскреснатиот Исус, за Великден ни нуди вапцање, јајца и зајчиња. И тоа е она што е замена за вистината. Кога ќе дојде Духов ден е денот кога Бог го испратил Свети Дух, преку неговата сила да не менува нас, и ние знаеме дека тоа е она што ни е потребно, но наместо тоа, Духов ден се претвори кај нашиот народ ден на мртвите. Да, ден кога одат и раздават за мртвите, мртвен. И гледаме религијата секојаш ни нуди замена за вистинската вера. Религијата не може да те спаси, ама ти нуди некаква бледа замена. Има еден цртан, на времето го гледавме, беше популарен, некои од вас ќе се сетат, Чарли Браун и Снупи Шоу, го знаете ли? И таму имаше интересни карактери, смешни. Помеѓу нив имаше и две девојчиња, Кате и Марче, или Маре. И сега, во една прилика, Кате оди на училиште и добила домашно, ама не го напишала домашното. И сега наутро одат на школа и Кате и вели на Марче, вика, абе Марче, јас вели не го напишав домашното, ама што мислиш, може ли место домашно на учителката да ја купам еден букет цвеќе, па може нема да ја забележи разликата. Немам домашно, ама ќе дадам букет. И сега учителката ќе си израдува и каже, супер, не треба домашно, бидејќи ти ми даде букет. Религијата се обидува тоа да го направи со Бог. Знаете, наместо ние да се покаеме за гревовите, ние многу пати мислиме ќе му ги замачкаме на Бог очите со дарови. Јас не се каам за моите гревови, не можам да се ослободам, ама ќе отидам во црква, ќе однесам некој дар, ќе однесам нешто, ако треба и јагне, ќе запалам свеќа, па белки, Бог ќе е задоволен со тоа нешто и ќе рече, ајде, не треба друго, многу ме усреќи, ќе му ги замачкам очите. Исто во Библијата пишува, апостол Јаков вели, болен ли е некој меѓу вас? Нека отиде кај старешините црковни и тие ќе се помолат за него и молитвата со вера ќе го исцели болниот. Но религијата вели, не мора да одиш да се молиш, доволно е само да одиш да запалиш свеќа. Гледате, религијата ти нуди замена за живиот однос со Бог. Живиот однос со Бог, живата вера вели, оди и сретни се со Бог, оди во молитва баре од Бог. Религијата вели, оди запали свеќа. Религијата секојаш ќе ти понуди бледа замена, но таа нема сила да те ослободи од гревот и да ти даде спасение. Скоро бевме во Кавадавци со пастор Диме и таму додека чекавме пред црквата едни наши гости, помина еден човек и гледам ни дава брошура, вели сакам да ви дадам брошура за ваше спасение. И преку брошурата откривме дека овој човек е Јеховин сведок. И јас го прашам него, реков, а ти си сигурно Јеховин сведок? Да, викам ни нудиш еве брошура за спасение, да се спасите, да го познаете Јехова, да имате спасение. Викам, добро, ти колку години си еве во верата, колку години го следиш Јехова и ги вршиш сите работи? Викам, повише од 40 години.
Може да замислите 40 години. Кој од нас може да се пофали дека толку години е верен и го следи Господа? Скоро никој. И јас го прашам, велам, добро, за 40 години ти сигурно можеш да кажеш дека си спасен. А вели, не, тоа никој не го знае. Не можеш да знаеш. Дека еве јас 40 години одам и уште не знам дали сум спасен. Тоа е Божја работа. Плюс вика треба да поминат многу години да го запознаеш Бог длабоко, па тогаш да си сигурен дека си спасен. И пастор Димо му вика, па ти 40 години, еве си верник и уште ли не си го запознал длабоко, колку време треба. Да. И гледате, религијата ти нудат можеби некакви замени, начини, пракси, треба ова да го правиш, ова да го правиш, но не ти нуди спасение. Таа не ти гарантира дека ќе бидеш спасен. За разлика од религијата, Библијата ни кажа дека ако го запознаеме Христос, може да имаме сигурност на спасението. Самиот Исус кажува, кој го има Синот, има живот вечен. Кој го нема Синот, нема живот. Гледате ли колку цврсто и недвосмислено Исус ни е давал изјава. Исус вели, кој го има Синот, не можеби ќе има, не еден ден ќе размислам, не веројатно или 57%. Исус вели, кој го има Синот, има живот вечен. Тоа е сигурна, завршена работа. Ако го имаш Синот, ако си поверувал во Исус Христос, ти го имаш животот вечен. Тоа е ветување од Бог. И затоа е важно да научиме дека религијата ти нуди само бледа замена, ти нуди само една форма, но религијата не може да ти понуди спасение. И ќе го прочитаме последното нешто, последната карактеристика или критика до религијата. Даниела може да чита Лука 11 глава, 43 стих, а Аце Матеј 23 глава, 5 до 7. Тешко вам, фарисеи, зашто ги сакате првите места во синагогите и поздравите по пазарите. И сите своји дела ги прават за да ги видат луѓето, ги прошируваат своите записи и продолжуваат ресите на својата облека. Сакаат прво место на госпите и предни места во синагогите и поздрави по улиците да ги викаат луѓето раби. Да, фала. Ще гледаме дека и во двата случаја Исус ја раскрива, ја вади на површина сушност причината зошто овие религиозни луѓе го прават сето тоа. Го вади нивниот мотив. Исус вели, тешко вам, фарисеи, садукеи, лицемери. Зошто? Бидејќи вели, вие ги правите сите овие работи затоа што сакате почесни места во синагогите. Синагогите биле еден вид цркви во тоа време. Понатаму продолжува, читаше Аце, вели, вие тешко вас, бидејќи кога давате, сакате луѓето да ве видат, сакате да сте на првите места, сакате луѓето да ве поздравуваат. Ние гледаме дека овие луѓе, најрелигиозните луѓе во тоа време, го правеле од погрешни мотиви. Го правеле заради лична придобивка или корист. Го правеле за да ги поздравуваат, за да нивната суета си ја хранат, за да може да се пофалат пред луѓето. Го правеле со лице. И затоа овде гледаме дека една од клучните разлики помеѓу религијата и живата вера е мотивот. Мотивот. Верувате, вие може да правите се исправно, ништо што ќе правите не мора да е погрешно, но ако вашиот мотив е погрешен, вие практикувате религија. Еве ќе ви дадам пример. 20 луѓе може и 20 да доаѓаат на црква, и 20 секоја недела да се присутни тука, едниот да заврши во пеколот, другиот во рајот. Затоа што едниот може да доаѓа со мотив, јас ќе бидам тука да извлечам некаква корист, или јас ќе идам тука зашто ме терат. Понекогаш имаме случаи кај што можеби таткото или мајката вика мора да одиш на црква, ја буди насаба или го буди и вели ти треба да си тука. И сега ако јас доаѓам на црква само заради тоа зашто ме терат или зашто не знам имам скриен мотив или се надевам дека нешто ќе добијам, а другиот доаѓа на црква затоа што срцето му гори за Бог, едниот ќе биде спасен, другиот не. И 20 прават нешто исправно, и 20 доаѓаат на црква, нема ништо погрешно во тоа. Но нивниот мотив е погрешен. Токму тоа беше проблемот со фарисеите и садукеите. Тие правеа работи што сами по себе можеби не беа погрешни. Дури верувате правеа работи дури и многу по-стрикно и од нас денеска. Еве ќе ви кажам еден пример.
кога се зборува за фарисеите дека давале десеток, тие беа толку стрикни во тоа нешто, што тие даваа десеток не само од своите приходи, не само од својата плата, од своите пари, тие даваа десеток од се што има. Сака да се толку стрикни, што Библијата вели дека даваа десеток дури од зачините што ги имат дома. Вели, вие давате десеток и од нане, и од копра, и од се друго. Кој од вас дома дава десеток од вегетата што ја има дома? Замислите, треба да дојдете на црква и свикаш, дома имам 1 кило вегета, треба 100 грама да донесам од црквата да давам десеток. Кој од вас дава десеток од солта што ја има дома? Или имате дома 10 кила граб, викате 1 кило граб ќе однесам од црквата десеток. Тие беа толку стрикни во тоа што сака во се што имат да не пропуштат, во се дава десеток. Па сепак Исус вели дека тие ќе завршат во пеколот со нивното понашање. Тој кажува дека доколку и Јован Крстител вели дека не се променат, дека нема да бидат спасени. И денес кај нашиот народ често пати ќе можеме да посочиме луѓе кои што се многу побожни, особено кај нашиот православен народ многу прават од погрешни мотиви. Јас ќе ви кажам два погрешни мотиви што често пати ги среќавам. Првата причина зашто нашиот народ некои работи праве религиозно знае да биде заради другите. Што ќе кажат другите или да ме видат другите. Еднаш бевме во посета на една жена која што беше почнала да доаѓа на црква и се гледаше дека Господ работи во нејзиното срце, дека сакаше да го следи Господ во се. Но баш се случи тогаш кога бевме таму, тој е период кога знаете пред некој празник обично православниот поп прска по куќите, нели, свети. И сега први оди клисарот и звони на вратата и ја бевме таму и зазвони клисарот и ние велиме кој е, вика, бе клисарот прашува дали попот да дојде да свети, вика, вода во куќата. И ние викаме, па добро, тебе тоа не ти треба, ти знаеш дека куќата е осветена, ако ти си негова, ако во куќата ти си света и домот е свет. Ако се молиш на него, твојот дом е благословен, свет. И она рече, абе знам, ама сепак кажав нека дојде, нека освете. Знаеш, луѓето да не зборат, ќе речат сега ова жена го испудила попот. И сега интересно, она донесе одлука дека добро е сепак да дојде за луѓето да не зборат, и луѓето што ќе речат? Ќе речат како го вртила попот. Што ќе речат? Од таа причина. И често пати ние правиме работи бидејќи луѓето што ќе речат. Ако не отидам на црква, луѓето што ќе речат. Ако не сум дал дар, луѓето што ќе речат. Втората причина или погрешен мотив е многу пати нашиот народ прави нешто од суеверен страф. Ако не го направам, нешто ќе ми се случи. Страшно, нели? Го знаете тоа. Ако не однесеш, знаеш, мене ми се сони, ми се јави Света Петка, мора да однесеш курбан таму. Ако не однесам, нешто страшно ќе ми се случи. Ако не дадам дар, ќе ми е ветено, може нешто да ми се случи, Света Петка може ногата да ти ја скрши. Има такви работи. Ако на тај ден работиш, може нешто да ти биде. Една жена, знам, ја начекав кога бев еднаш на лекар, си го пресекла прстот кроејки лозија. Била заедно со 10 на аргат и таму и јас велам од шо прстот така, вика, бе, си го пресеков, вика, кроејки. Ама јас знам, вика, зошто е така. Вика, мене ме казни, не знам кој светец беше, Света Петка или овој, затоа што вика сега на нејниот празник работам и ме казни и затоа си го пресеков прстот. И јас ја прашувам, викам, добро, имаше ли други аргати таму? Да. Викам, они си го пресечеали прстот? Не. Па викам, како реши тој светец само тебе да те казни, ами другите имат ли дозвола за работа денес? Работна дозвола. Гледате, тоа се такви суеверни стравови во кои што ние нешто правиме или не правиме религиозно од страф, да не бидеме казнити. Но вистинската вера не живее во страф. Словото ни кажува дека вистинската вера го изгонува стравот. И затоа ние не живееме во страф. Апостол Павле вели дека во нас го имаме Духот Божи, а не дух на страф. И преку тој дух, замислете, ние имаме слобода да му се обраќаме на нашиот Бог со Аба, татко. Јас не знам еврејски, ама тоа што сум читал, кажуваат теолозите, толкувањето дека зборот Аба
значи на еврејски тато или татенце. Тоа е всушност нежен начин да се обратиш на твоја татко. Знаете, кога едно малечко детенце ќе дојде, вашето синче или кетичке ќе дојде кај вас и таа мило сака да ви се обрати, защото имате толку близок однос, таа нема да ви каже само татко, не ви каже тате, татенце. И тебе ти се топи срцето, бидејќи знаеш дека таа те љуби, има мил однос со тебе, близок. Таков е нашиот однос со нашиот Бог. Ние не го гледаме како некој страшен Бог што ќе не казни и ние од таков погрешен мотив правиме некои работи. Леле, ова ќе оправи, нели тешко мене ако не го правам, или луѓето да ме видат. Нашиот мотив е затоа што тој е мојот татко и јас сакам да му донесам на мојот татко задоволство. Сакам мојот татко да е горд со мене, сакам да го радувам. Тој е оној пред кој што кога јас доаѓам му велам тате, татенце. Го имаш ли односот со твојот Бог како да е твојот најблизок татко? Дали твојот однос е таков? Деки тоа е вистинската вера, се друго е религија. Бог сака да живееме во еден таков однос. Замислете два робови како на времето кога се продавале на пазар. И доаѓа еден човек, го купува едниот роб, плаќа за него и вели, ајде ела со мене, го влечи за ланецот, за синџирите, вели, сега ќе те носам дома. И да знаеш, јас сум строг газда, сакам се што ќе кажам да вршиш, да работиш, има да те терам да работиш како коњ од сабајле до вечер и немај нешто да не си послушал, ќе те отепам од кјотек. Замислете го сега вториот роб. Доаѓа друг човек и него го откупува и вели, јас сакам да те ослободам. Ти досега си бил роб, јас платив за тебе, но те пуштам на слобода. Но сакам да ти понудам нешто. Ако сакаш да останеш со мене. Јас сакам да бидеш мој син. Сакам да те посинам, ќе ти го препишам целиот мој имот на тебе, сакам заедно со мене да работиш на мојот имот и да бидеш како мој син. Сакам да те третирам како мој син, ќе ти плаќам, ќе те наградувам за се што ќе правиш, остани со мене. Што мислите? Кој од овие двајца ќе работи со задоволство и со радост во срцето? Го знаеме одговорот, не? Тај што е примен како син или ќерка, еве за сите вас кои што сте жени, наши сестри. Во првиот случај, ако ние сме првиот роб, ако се поистоветиме со него, ние ќе го правиме тоа нешто ама од страх, зашто знам дека ако не камшикот ќе игра, стапот. Во вториот случај јас го правам од задоволство, затоа што знам дека сум му син, тој ме ослободил, но јас сега ќе го правам од мерак. Тој е мојот татко. Тоа е разликата помеѓу религијата и Христос. Христос ти нуди жив однос со небесниот татко, во кој што не мора да се плашиш. Знаеш дека тој те третира како син или ќерка. И јас веќе не го правам тоа од принуда, не го правам затоа што ми наметнал некои норми, затоа што мојата религија вели тоа и тоа мора да го правиш. Него го правам од задоволство, веќе ми е кејф. Го правам од љубов и благодарност. Тоа е живата вера. Сега ти размисли, дали практикуваш религија или жива вера? Каков е твојот однос? Дали го правиш од погрешни мотиви или пак затоа што ти е задоволство, затоа што си благодарен што тој те откупил од гревот, го променил твојот живот и сега велиш се што можам за мојот Бог јас ќе направам. Се што е моје сакам да е него. Амин.